Последното обраќање на Ѓорги Иванов во себе има една добра и една веќе позната вест за граѓаните. Добрата е дека Иванов си оди. Ова е последно обраќање на човекот кој недостоинствено и на штета на државата ја извршуваше функцијата претседател. Ѓорги Иванов не успеа и нема да успее да го попречи напредокот на Република Македонија. Веќе познатата вест е тоа што и во ова обраќање ја потврди неговата улога на антизападен и антинароден елемент. Последен остаток од криминалниот режим на Никола Груевски. На дрзок и безобразен начин Иванов ги навреди и понижи и ги деградираше пратениците, а со тоа и сите граѓани. Иванов може да зборува само за неуспехот во неговите 2 мандати. Македонскиот идентитет и македонскиот јазик се трајно обезбедени и заштитени. Македонија успеа, Иванов не. Иванов не верува во сопствената земја, во сопствениот народ, зборува за темнина, јазли, негирање на народи, пандорини кутии. Заглавен е во минатото, целосно отсутен од стратешките интереси на Република Македонија. Лажно зборува дека е загрижен за перспективите на младите луѓе, а дејствуваше против нивните интереси, против членството на Република Македонија во Европската Унија и НАТО. Тој е директен противник на интересите на младите луѓе. Тој е директен противник на еднината. Македонија е среќна и просперитетна земја. Особено заради тоа што има граѓани кои се поголеми и подостоинствени од функционерите како Ѓорги Иванов и што не дозволуваат да фати корен омразата која тој ја сее. Во своите 2 мандати Иванов ниту еднаш не излезе во јавноста за некое клучно и важно прашање за граѓаните или пак за интересите на еднината на државата. Не кажа ниту еден збор за гушењето на демократијата. Молчеше за затворањето на медиумите. Молчеше за кршењето на човековите права, за криминалот на власта на Никола Груевски. 10 години Иванов дејствуваше како марионета во рацете на Никола Груевски и свесно одработуваше само за него и партиските интереси на режимската ВМРО-ДПМНЕ. Со повикот за бојкот на референдумот, за најважното прашање за еднината на државата, со неговата работа против договорот од Преспа, Иванов отворено застана против интеграција на Македонија во Европската Унија и НАТО. Со непотпишувањето на законот за употреба на јазиците, Иванов ги погази уставните должности и застана против концептот едно општество за сите, кој граѓаните силно го поддржаа. На граѓаните и на Македонија не им треба уште еден нов антизападен Иванов, кој со Мицковски ќе застане против интеграција во НАТО и во Европската Унија. Граѓаните ќе ја заштитат Македонија од нов антизападен Иванов на изборите напролет. Ќе изберат вистински претседател на сите граѓани, кој ќе застане рамо до рамо со прогресивните демократски сили за обезбедување на иднината, за напредок, за полноправно членство на Република Македонија во Европската Унија и НАТО.